не го фрлам. Така ми рече и вчера, станувајте молам. Не можам, сред серија сумана. Имај милост. Игоре, 2 дена зборувам, не можам јас се. Утре, Ана, утре. Преко се препулој. Не можам, помина 10 сат. Не смеам, има нов закон. Ме казнат. Кој е подобар во носење лоши одлуки? Како да одговорам на ова, да немам последици после емисијава? Многу често знае да направи шега на таа тема дека за се мислам дека сум најпаметен и често ја користи истата и пред, да не речем и пред друштво. Пред гости. Ама не се сложам пред гости. Ти ја сакаш со Долга. Со долга? Само до вербата на ниво. Одлична можност беше да мораш да се смириш затоа што нема друга соба, нема кај да одиш да Ако да се лупне немаше која, а? Само таа од Не, вецето. една врата беше, само таа за излезам. Сам таа не И од доаѓаше тоалет сега имавме во се. пред. А, да, се извинувам. Ама тоалет веќе е самица. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи, поддржано од Бела Пац, Ладрија, Захарчев винарија, New Age, Лимак Хотел, Кенди, Антолог. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно. Во време кога индивидуалноста многу повеќе се слави отколку заедништвото. Кога себељубието се става на пиедестал пред љубовта, поддршката и трпението. Кога слоганот "Никој не треба да трпи никого" е станата новата мантра, ние денеска ќе зборуваме за нешто сосема спротивно, за балансот, за инспирацијата, за животот во двојка и за тоа дека ако дома немаш мир, тешко дека ќе го најдеш надвор. И додека светот ти вика ти си најбитен, не трпи никого, ние во денешнава епизода ќе прашаме, а што ако силата не е во тоа да бидеш еден, туку да бидете двајца кои што ќе функционираат како еден. И токму заради тоа, ние во денешнава епизода одиме контра се што е модерно, контра сите оние модерни слогани и денеска, заедно со моите гости, ние ќе бидеме самоуверено и традиционално семејни. А кои се моите гости? Тоа се оние кои што најдобро знаат што значи да се зачува љубовта и мирот во домот. Еве ги. Тој е оперски пеач, бас што полни сцени и повеќе од 25 години ја освојува и македонската и европската публика. Интерпретатор чиј глас долго се памети и човек чие достоинство долго се прераскажува. Таа е оперска пеачка, сопран, првенка на македонската опера и балет, носител на титулата национален уметник и дама која со својата одмереност, мудрост и трпение остава впечаток што не бледне. Тие двајцата се најсилни кога ја делат сцената, но се покажа дека се уште посилни кога сцената ќе се затемни. Тие се Игор и Ана Дурловски. Таа е музичар, харфист и автор кој создава магичен спој меѓу харфата и современата музика. Препознатлив глас на новогодишната магија преку својот вокален квартет. Тој е водител, косопственик на маркетинг агенција и човекот кој стои зад илјадници настани и кампањи во изминатите 13 години. Првиот танц го одиграа со звездите, а веќе 11 години танцуваат заедно во љубовен ритам. Сара Меис и Димитар Атанасовски. Добре ми дошле. Како да на крај бидеше да кажам да. Така е. Така е. Добро. Како сте, ке играме на парови или ке играме на машко-женски? Ваш изборот. Така? Така како Ние ве... секако можеме. А нели не раздвоите за машко-женски? Јас мислам Така, така. видиме на крајот како ќе излезе работава. Ние се договоривме, па вие сега На видите. внатрешни, надворешни. Добро.
Ана Игор се прв пат тука, така да Димитар Сара пошто не ви е прв Да. пат, значи гледајте да им биде удобно. Добро? Тоа е до фотелите, не е до нас. Ние може да направиме да им е позабавно. Не, друштвото ни е супер, тоа морам да го кажам. Димитар Се сигурно ќе направи заблагодарувам. забава. И јас се согласувам за друштвото и можам да кажам благодарам за изборот на друштвото во оваа сезона. Конечно можам да кажам Снежи дека го направи вистинскиот избор за мои соговорници, затоа што до сега со Попови и со Оџи ме спојуваше и мислам дека овој пат одлично ќе си поминам. Ќе видиме до крајот дали ќе научиш да пееш, Димитар, тоа што натаму си тргна. Не оди ти натаму затоа што со Сара ќе имаш проблем. Не оди зашто е Окей. сензитивен на таа тема, Димитар многу убаво пее. Ајде да видам со кого ќе си имам работа сега, значи дигате раце или покажувате кон партнерот, значи за да видам кој е повака, поонака во бракот. Значи кој од вас двајцата е помрзелив во вашиот брак? Кој е помрзелив? Нема тако. Јас мислев сам за низ, ни трајца брашува, сам да не покажам. Кај нас нема. Сите тројца. Ај, добро. Не, сите, Не. Кој е помрзелив? Да видам. Покажувате? Па се. Датам, а? Ти си помрзелив? Што види, што е паметно да одговорам на ова? Како да одговорам на ова да немам последици после емисијава? Како викаш, Се разбира дека јас сум. Најубаво да се Само освестам жртва. се во овој момент. Само жртва. Благодарам за прашањето. Добро. Значи, вие двајцава се мрзеливи, така? Така. Да. Па не, Окей. јас не би рекла дека Димитар е мрзелив. Да ја затвориме Тоа не ова. послужи. Добро. Кој е поразгален? Двајцата? Водиш. Не знам, јас не се чувствам разгалена. Ловски, имаш ли Добро, нешто јас да си кажеш во признавам. твоја одбрана? Па не знам, најверојатно е по некаква перспектива, ама секој гледа на свој начин. Си се разгалувате взаемно, тоа е Најверојатно, сигурно најверојатно, прекрасно, да. да. Кој е подобар во носење лоши одлуки? Како да кажам Јас сум сега? управа. Да покажем или да не покажем? За прашања. Онесвести се најубаво. Не, види, ние многу често Глуми знаеме дренка. да се пофалиме со тоа дека во животот многу често одлуките кои што сме ги носеле заеднички и дека секогаш сме имале како некаков знак да ни покаже кога доаѓаме до некаква раскрсница, дали лево, десно, право, косо, после одреден период, одредена временска дистанца, гледаме дека сме го направиле вистинскиот избор. Така да тука не можем да кажем дека има Погрешни одлуки. погрешни одлуки. Се сме направиле совршено. Да. Зборам за големите одлуки, се за помаливе. Кажи, за помалите, ајде, кој најмногу Така, за помалите, знаев дека не требаше да те слушам. Секогаш го ќе те послушам, ете кај завршува работата, ето е. Добро. И јас имам одговор на прашањето зошто јас носам лоши одлуки. Зашто јас ги носам брзо одлуките. Кај јас Сара имам обично одговор. тоа трае, се анализира, различни перспективи, па као барикирано вино да одлежи, да отстои. Ја викам, окей, ај, вака ќе направиме. И Не, после види. нормално лоша е одлуката. Да бидеме реални, дека треба да има стаза кон терасата од кога ќе влезеш во двор, тоа ти го кажам од старт. Нема стаза, твоја беше одлуката, тоа е грешка. Да. Исто и за она А, да за направиме седење една стаза, масата не е требаше да проблем. биде поголемо од таму колку 3 А, квадрат. имам и јас такви за Така, тебе. да. А, јас знаев дека не треба да Јас отвориш према си темата кажав, не да на знаеш стазата. во пета со Баш докази. денес. Да. Што Баш има? денес Што има си сгрешена помислам. стаза или има или он па терасата е мутната? Не, бидејќи јас му ја пеглав кошулата. Дај И покажи, требаше Игоре. да ја вклучам пеглата. Но штекерот е ставен на многу незгодна позиција и ми се чини дека може би минута време се мачев да го приклучам пеглата. Тоа значи дека штедев на штекери. Така, штедеше сопругот на штекери. И јас на стази. Добро, значи прашањево сега следново што ми е кој повеќе штеди, значи више знам. Домакини луѓе сме во принцип, домакини луѓе. Одговоривме. Така да добро. Кој е поголемина е тогаш? Изгледа, кај нас е тука Да, некаде. и ја мислам дека е тесна битка, ако покажуваш. Тука, негде, да.
Кај покажете? И ние не сме лоши. Па нема на себе да си покажа. А во што се наетите најмногу? Ситници. Најчесто, мислам, најмногу и натераме кога станува збор за креативен процес на работа, да бидем искрени, за приватно многу мал се синеетиме. Некако побрзо лепиме кога сме на приватен план за некакви работи да треба да се донесе одлука, а кога соработуваме, те условно кажано, тогаш мислам дека секој си е поголеминат за да дојде на виделина неговата идеја. Што е добро до негде, ама некогаш знае и да се забега. Добро, кај вас? И двајцата и најтерате или? Па, знаеме да избалансираме, да, се случува да се тера и не, ама мислам дека има некое непишано правило каде што во одреден период кога еден попушта, во друга Знае ситуација. кој каде попушта, на која тема, да. Ама мислам, навистина мислам дека е така. Да. Без зезење, да. Така да има некаков Кај баланс. и- попушта најмногу? Кај попушта околу децата. Тема деца, организација, во тој поглед попушта. Јас попуштам Нервно. Ова беше договорено и не повторил се. Следното прашање ми е тогаш кој е попаметен, што медниот попушта мора да има и попаметен некој. Кој е попаметен? Кај нас и тука изгледа балансирано се, иако... Не. Ана знае често да се- Не. Најпаметен. Знаеме кој е. И кај нас. Ич не покажувам. Да. Не, на Димитар јас рамен не сум му сретнала, запознала. Нели? Сега секогаш и во вечни векови. Мене ми е многу Не, драго навистина не е шега, навистина го почитувам мислењето на Димитар во многу наврати. Во сите, да не речам, освен па и кај нас е уствари слично за одлуките за децата и дали треба да го однесеме на педијатар дефинитивно или не. Во таа Иначе фаза за другите сме, одлуки, добро, сега понекогаш нели со стазите само тука му манјка, иначе во сите други Не е ти попушта, најпаметно. Не. Не попушта стазата има. Во следна сезона правам 2 стази. Да знаеш. Ма както следна сезона после И емисија скијачка да да завршиме направиме. работа уште Ја година направиме дена ќе стазата, треба ама да не идеме во иста сезона Така гости е. за стаза да Мајстори збораме. многу тешко ја работава, Да. иначе ќе ја решивме. Добро. Сега зима е, пролето ќе патиме. Се согласуваш? Да, апсолутно. Не, Знаеш од кој аспект дека нели кој е попаметен во попуштањето, тоа беше темата на не, кој е попаметен? Попаметен. Не. Апсолутно Интелектуално не се сложувам. кој? Мислам дека најубавата работа во нашиот однос е тоа што може на интелектуален начин да се докажуваме. Значи со памет, не да треба да бидат вербални напади или навреди или слично, туку напротив конструктивно да разговараме и мислам дека тоа е една од посилните наши страни. Да, тоа е многу интересно, ама некогаш завршува напорно. Трае. Трае кој се да. Добро, до крај и одите на тоа додека Ма и после крајот, ја тргаме даската. продолжуваш. А значи мора да се истера Да. едниот да биде во право, не оставате она да мора. Па не. Да сме реални, има ситуации такви, меѓутоа во научивме. поголемиот дел е да. Кога бевме млади, некако понеискусни, стварно траеше тоа до после крајот, ама сега некако Крајот побрзо доаѓа. Како е кај вас, Ана, Игор? Кој е попаметен, рековме, ви рековте дека балансирате, ама пак. Јас навистина мислам дека балансираме, Ана многу често знае да направи шега на таа тема дека за се мислам дека сум најпаметен и често ја користи истата и пред, да не речем и пред друштво. Пред гости. Ама не се сложам пред Не, ама и кај нас сега ми се чини многу помалку енергија се троши на тоа да се објаснува до крај. Да. Заради тоа што крајот секако го знаеме, како ќе заврши, така да Предпоставам, само се вие сте во стресираме. право на крајот секогаш. Мислам кај нас дома така е. Не, како што кажав, за темите за кои што се наетиме, знаеме од прилика кој каде попушта, така да веќе ни се скратени Иако морам да дискусиите. кажам дека може би одлична вежба е првите години додека бевме заедно, додека живеевме во Виена, живеевме во мали станови, чисто затоа што немаш фамилија, живееме сами, живеевме во И гарсонјери. стандардот ни беше. Молам? И стандардот ни И беше. стандардот беше тој на почеток, така е. И
Одлична можност беше да мораш да се смириш затоа што нема друга соба, нема кај да одиш, треба да живееш. Тоа најверојатно понатаму премина во навика која што добро праќаше затоа што немаше навика некој сега ако има некаква ситуација да треба едниот да замине во друга соба или да излезе надвор. Така да тоа е добар тренинг најверојатно за сите млади брачни парови да пробаат да живеат во Добро, врата да се лупне немаше која, само таа од Не, вецето. една врата беше само таа за излезам, сам таа не доаѓаше сега во пред. Да, се извинувам. Ама тоалет веќе е самица. Тоа му е друг концептот. Тоа се само казнување. За да биде клучот од надвор. Може со завеса било тоа. Кај да знам? Хармоника врата било од се. Добро, и кој е попринципиелен? Уште ова е и толку онака од принцип не одам понатаму. Така е нас Игор, мислам. Е попринципиелен. Така е, кажи се, така е. Така е. Во ми дојде. Така е, па како не е така? Како рековме, кој е во право? А не во право. Во право. Во право се стварно си оправ. Добро, кај вас? Сара, Димитар? Има ситуации. Има ситуации, да. Има ситуации кај што ја терам многу принципи. Зборам не за нашиот однос, туку за одлуки и за трети лица, за начин на функционирање и комуницирање. Меѓутоа, Сара, уште од самиот старт, особено за некои работи кои што се многу важни, како што е музиката, како што е односот, заедницата и се, нема буткање на стандардите, таму принципите се јасни, црвените граници се поставени и нема поместување тоа. Добро, одлично. Да, има некои места кај што не правиме отстапки во различни сегменти, тој во различни, јас. Значи, цело време зборуваме за баланс. Темата е таа, како да се балансирани. Да, избалансирани, гледаш. Шо убаво, добро. Ај сега да почнам од почетокот, значи, кога станува збор, нели, за тоа како ние девојчињата замислуваме брак, нели, отприлика имаме некаква иста визија, нели, дека има некој принц, дека има некаков дворец, дека има... Добро, не мора да има коњ, може да има повеќе коњски сили, нели, така размислуваме. А мене ме интересира машките, значи како вие размислувате и каква визија вие сте имале, пошто никаде не сум слушнала како да замислувате ли принцези или по што ги замислувате, како иде тоа? Не знам. Најверојатно не замислуваме така. Навистина не се сеќам на таква некаква замисла, а тоа клише за девојчето, да. Често сум го слушал. Не знам ти, навистина јас не се сеќам. За замислување искрено, знаеш како, мислам дека многу повеќе прашањето е врзано да е во насока на визуализирање на тоа како изгледа бракот, отколку суштината на самиот брак. Да бидам искрен, јас воопшто не сум размислувал на тема каков ќе ми биде бракот и дали принцезата ќе се симне со балон или ќе дојде у патики. Меѓутоа, кога дојдов веќе во таа фаза да размислувам за брак и за заедница, повеќе го гледам во начин на смирување. Начин на време ти да се смириш. Па не за време да се смириш, туку да ти е убаво да си отидеш дома и да имаш со кого да преш муавет. Затоа што нели сите имаме различни фази од живење во животот. Доаѓаме во некоја фаза во која што треба заедно со некого да основаме нешто. Тоа е семејството, бракот, нели заедницата и се. И во таа фаза бараш партнер кој што ќе ти е прво интересен цел живот, второ ќе ти биде достоен, ти ќе си му достоен на него и за на крајот од денот нели да имаш со кого да размениш мислење, имаш со кого да градиш. Достоен, ова е многу убав збор. Така го гледав јас. Како знаеш кој е достоен? Достоен на што? Достоен на животен сопатник и јас негов или неизин во овој случај. Твоите сваќања за заедницата, животот и сите други работи. И мислам дека моделирањето, јас со текот на времето тоа сватив дека бракот не е само да влезеш и јас сум тој и така е, туку начинот да се адаптираш и да еволуираш, да созреваш, да ги сваќаш нештата, затоа што на почетокот влегувате сами, па после почнувате да градите, па семејство, па деца, па одлуки, па се вака.
Треба да многу треба да знаеш да еволуираш. И за Игор и Ана тоа вака, па нагоре, па надоле, па у Германија, па врати се, па Ама надоле. животот им е песна. Јас секогаш сум се прошол како се расправаат овие луѓе по тоа. Дали како на опера е тоа со Одличен вовет ми направи. Имам тука липчиња. Драма. Дај да видам како се расправате. Може да видам како се расправате? Ајде да видиме. Липчињата се тука воведот И го дали направи. се смируваат како кога завршуваат оперите? Бучнати на крај. Не, е тешко, мислам, најчесто оперите завршуваат едни од Не, мислам. едни те убијат. Ние секогаш сме мислеле дека тоа е само романтика, добро. Сега значи имаме ситуација една во која што значи се расправаат дома се, Игор не го фрлил ѓубрето. Тоа е негова задача, Ана, или не? Моја. По дома? Уствари, Да. Тоа е на Лука задача. на Лука Сега имаме ние помош, добро. но јас често ја извршувам. Добро. И по напишано, покасно тоа што кажала Ана. Значи сега, со вашите гласови, значи ситуацијата Ова е одговара и така. на денес. Ова ќе ме. И на денес? На денешнава ситуација одговара. Значи сега вака, се стабилизираме, да слушнеме, значи Ана Нека е ова вика, современа опера е сега. Чисто да ме интересира. Не знам, како ја доживувате во моментот кога ѓубрето не е фрлено, Игор си гледа една Само немој со серија. пеењето и ќе ти вадат рилсови и тебе после. со зборување. А не. А зашо ме викна? Со рецитирање. Пеење стварно треба Па да со со пеење. пеење? Па како? Субтилно Инаку предупредување. мене ќе го даде, да не беше со пеење. Ова ќе се Да беше за врти. зборување. Што да правиме? Тоа е. Ќе помине и тоа. Ќе пројде, да. Игоре! Срда ке се стои двадена, те молам фрли го ѓубрето. Стварно незгодно ми се падна. Утре ќе го фрлам. Многу си дивок. Така ми рече и вчера, станувајте молам. Не можам, сред серија сум Ана. Имај милост. Игоре, 2 дена зборувам, не можам јас се. Утре, Ана, утре. Реков се преполој. Не можам, помина 10 сат. Не смеам, има нов закон. Ке ме казнат. Гениално. Ова сега ќе се врти, знам, ќе се врти. Ова треба сега да се најде некој македонски композитор и да направи опера од ова. Па како? Ама мораше се случи. Па мораше ѓубрето да се фрли. После се казна. Не. Ама гледаш како се демфуваше. Значи, ова мене не ми се допаѓа. Значи пак остана ѓубрето нефрлено. Пак, да. Ама законот мора да се почитува сега. Точно, Така е. точно. Од принцип, Принципиелен. Гледаш? Добро, не, кога се рековме дека е принципиелен. И Ана дека секогаш е во право. Океј, ајде. А тогаш што замислувавте, на пример дека е бракот или што откако влеговте, значи сконтавте и чекај бе, зарем ова е вака, зарем ова за нешто што ви испаднало чудно, што не знам. па не, ние всушност живеевме Ние многу долго, 3 години можеби. долго време живеевме заедно. И А, првиот не бевме период во во брак. Скопје и после тоа со нашето заминување во Виена не бевме во брак, а живеевме заедно. Значи, Да. Прво разликите беа цимерската. само Да, Прво цимерски, цимер, разликите да, беа па само подписот. Да. Понатаму, така да ние не можеме да направиме некаква разлика. Мене најголемата разлика ми беше искрено кога се роди Илина, зашто и ние живеевме заедно неколку години и од кога се случи подписот и бракот немаше некоја промена, ама некако моментот на мајчинство и самиот момент кога ти сваќаш дека да, стануваш мајка и детето е најголемата љубов, ама и најголемата обврска која што треба и двајцата да ја извршувате на нели онака како што секогаш си сакала и си замислувала и подобро, пошто во тој момент сваќаш дека тоа ти е најважната и најголемата мисија, ама во исто време се бориш со други демони, дека кариерата ја ставаш на пауза, дека веќе почнуваат несагласувањата, ти не спиеш многу време и ти не си рационална,
одлуките кои што ги носиш, тонот кој што го повишуваш и Тоа гледа интервалот како на кој што ти толку често го се повишуваш. поти, му текнува, Ама, нерационална, Па нерационална. тоа ми ја направи разликата, нели, одговорот на прашањето, тоа ми беше најголемиот момент. Чекајте, другари, сега. Ова некако ќе треба да го решиме. Така, тоа е еден од најголемите стравови дека нели нема да можеш подеднакво да растеш како индивидуа кога нели си била сама и кога си Не, во мислам брак. општо за бракот и за разбирањето Так. и за тоа како ние ќе го зашто претежно бевме сами, мислам нели имавме помош секако, ама тука почнав да се плашам за целата таа наша релација искрено помеѓу мене и Димитар, која што претходно да речеме дека сме сметале дека полесно ги решаваме работите. И тука ми бил првиот страв на некој начин. Ана, кај тебе како беше кога дојдоа децата? Имаше тука разлика? Па јас, секако дека имаше разлика, ама јас сум тип кој што се програмира. Кога знам дека ми следува тежок период, се ставам во таа програма и затоа што знам дека е, како да кажам, дека не вреди да си кукам над судбината колку сум ненаспана. Мислам, тоа веќе однапред се знае дека ќе биде тешко и кај нас беа практично трите деца некако наеднаш дојда, бидејќи втората бременост ми беше со близнаци, после 2 години од кога Максим се роди. Така некако како тројка беа сите, ненаспана константно, ама од друга страна сакав да успеам во двете работи, и на приватен и на професионален план. Практично тогаш и можам да кажам дека некои најголеми успеси што ми се случувале во кариерата се од тој период. Така да некако така се канализирам со тоа што морам да кажам дека Игор е навистина прекрасен партнер и ете сега да го пофалам. Чекаше душичка така седи и чека, ќе се спаке. Ова е тоа. Не сам ќе си кажем, ако не кажеш сам ќе си кажем, нема врска. Така е. Не, сакам да кажам, ние бевме во Германија сами. Се случуваше понекогаш да дојде еден од родителите или мајката на Игор или мојата мајка, но тоа беа многу ретки моменти, бидејќи во тоа време и двете беа уште вработени, да. И практично бевме оставени сами на себе. И мораше да функционираме заедно и од тој аспект сакам да кажам дека навистина добро тој период се помина. Иако Ти имало како периоди. го помина, кажи, она добро. Имало периоди кои што биле навистина интересни. Еден е во еден град, друг е во друг град. Едното дете ќе беше со мене, близнаците беа со најчесто со Ана. Се додека не почна во училиште. Кога веќе почна во училиште, немавме можност за такви комбинаторики, така да тој период кога веќе почна со школо, всушност еден требаше секогаш да биде дома. И убаво беше тоа што имавме искомбинирано дело таа наша кариера надвор, да секогаш едниот е на фиксен ангажман, другиот е како слободен уметник работи исто во Германија, односно во Европа. И така да имаме некаква база некаде, едниот е таму, а другиот комбинира. Па после тоа ќе ги сменевме улогите, беше цело време зборуваме од почеток на емисијата до сега за некаков баланс и мислам дека тоа е единствениот. Да, ма рецепт апропо за тоа успех. сакам да кажам во однос на индивидуалноста што нели сега се промовира. Јас не гледам причина зошто тие две работи да не можат паралелно да одат. Ние сме две индивидуи кои што и двете имаме мимо приватната кариера, наша домашна, имаме кариери уметнички кои што се индивидуални и сепак се дел од едно семејство. Така не гледам причина зошто и напротив мислам дека човек е побогат со секое искуство, ете и со тие тешки моменти кога си мислела како ќе го поминеш периодот. И јас сум го мислела или не си лекција била ти се тие. да, После тоа си наспана. многу посилен. Едноставно уметноста што
подоцна ја оставаме на сцена е побогата. Побогата со емоции, побогата со бои. Од сето тоа што си го доживеал во тешки, во среќни, во секакви моменти што ти ги донел животот. Меѓутоа мислам дека тоа е потешкиот пат. Во секој случај. И затоа луѓето најчесто го промовираат индивидуалното наспроти заедништвото, заради тоа што ти во индивидуалното си сам одговорен за тоа што ти го правиш. А во заедништвото треба баланс. Така е. Треба да си заедно. И затоа мислам дека еве јас тоа го гледам кај сестра ми и кај зет ми кои што не живеат во Македонија и они имаат дете, на некој начин они знаат дека се сами на себе и дека нема кој друг. Да. И дека тоа е тоа, за разлика од нив, ние што сме имале да речеме на некој начин шанса да имаме помош и да живееме овде во Македонија, и средината на некој начин, и начинот на кој што те воспитувале претходно, затоа што, да бидеме реални, не знам како било во вашите семејства, меѓутоа, во моето семејство, мајка ми не воспитувала. Татко ми не бил баш многу по воспитувањето и да се делат товарски, и во најчести случаи во тој претходен систем срамота било мажот да биде заложен за децата и да помага. И тоа на некој начин се вкоренувало во општество и затоа и поголемиот дел од мажите, јас тоа апсолутно не го оправдувам и не велам дека е така, меѓутоа ова што го спомна Сара, дека за мене беше шок, Илина, затоа што во еден момент, искрено мислам... Добро, за мажите се шок бебињата, тоа Не, и за знам. мене, мислам, Ана Преска спомна дека нели знаеш што те чека, јас искрено не знаев што ме чека, мислам, него нели очекуваш, не е само неспиењето, него милион ситуации кои што сега нели да не ги развлекувам, да не звучи без разлика. Не знаевме, не знам, ја не знаев. Ти имаше некои најприближни. Ја не знаев, ми кажа. После ми кажа. Ја дури да кажам дека не знам 20% од тоа отприлика знаеш. Што ми го раѓаш гост, аж му даш А да не пет, правиме само муабет. да се храни. Да, а да не правиме муабет дека кога имаш помош, доаѓаат, да речеме еве баби. Во тој момент имавме шанса. Мајка ми беше жива и доаѓаше. Не само што, мислам, помош е, меѓутоа и на некој начин и многу одмага со тоа што ти вика вака ќе направиш. Тоа самото по себе прави фрустрација дека ти ништо не знаеш, а твое е детево и некој друг од надвор треба да ти каже како е. Така што затоа велам дека воопшто не е едноставно, иако да, можеби полесно е овде да се функционира затоа што овде ти е се, ама за тие моменти знаете дека вие заедно сте силни и тоа е тоа. Не Во може. секој случај на крајот е најважна разбирачката и балансот што го збориме, зашто доаѓа тешкиот момент и се соочуваш со него, ама тоа е моментот кај што ти уствари го пребродуваш тој момент, кај што уствари вие се сваќате дека ова треба да го пребродиме и како го пребродувате заедно. Само но тоа е мислам начинот дека да и- продолжи тоа заедништво. Јас, на Тука е пример, таа најслатка победа уствари. сум помирена со тоа дека во ниту едно поле нема да бидам совршена. Нема да бидам совршена ниту мајка, ниту ќе бидам совршена во професијата што ја работам. Тоа е, да речеме, ако постои совршенство некое, тоа е мојата жртва за несовршените тонови или за можеби несовршеното мое однесување дома. Но пак ќе кажам, сметам дека е едно богатство ако може двете работи да одат. Се тешки периоди ќе ги има, ама Ама нема друг извор на љубов и убавина. Ти знаеш како се најнаш се ти станува релативно. Порано ако сум мислела сега овој тон, не знам, C, D, што и да треба да излезе, ако не бил така како што сум си го замислила пред да се родат децата, било крај на светот. Од кога ќе се родат децата, тоа е толку релативно, толку помалку битно дали тонот ќе биде вака или така, битно да е се друго дома како што треба. Така, да, заедништвото и генерално и бракот и децата не учат на работи кои што не би можеле да ги научиме ако сме сами, односно како да останеме, да речеме, да не влеземе во заедница, а да не се родат деца и така натаму, па баш заради тоа, значи, поради тоа што сите живеете три улоги, да речеме син, татко, сопруг, ќе ве прашам на одредени работи кои сте ги научиле. Например, вие како мажи,
Значи, во која од овие улоги син, сопруг и татко, ви е дозволено најмногу да грешите? Каде научивте дека е окей, во ред да грешите? Ја можам одма да кажам син. Мислам, иако во сите три улоги имам направено кардинални грешки. Добро. И тоа е неспорно. Добро, сите ние. Најчесто секогаш простени ми биле како син. Како син. Никогаш не ми замерувале многу заради тоа што секогаш сум бил синот, тој што треба да учи, тој што треба да греши. Особено за родител, иако грешки правиме, мислам дека грешките најмногу се оценуваат таму заради тоа што резултатот е детето. И одговорноста е Апсолутно. Јас мислам дека највеќе те боли тебе, пошто децата ќе ти простат по секако и ќе те сакаат, ама ти си тој кој што ќе го мисли навечер, требаше ли вака да изреагирам, можев ли подобро да постапам. Така, добро, Игор, како е кај тебе исто? Да не се повторувам, Значи грешиш како син ти е дозволено најмногу да грешиш. Добро, а која улога од овие ве учи најмногу на одговорност? Каде ти научи најмногу дека Како треба да родител. грешиш? Како родител. Да, секако. Еве ја на тоа што го кажав, ние знаевме порано да имаме така, не можам да кажем побурен живот, ама да повеќе да се забавуваме. Од кога дојдеа децата, можда банален пример ќе кажам, но сме оделе по Луна парко и се веќе не ми е, не сега тука, од кога се родија децата, не ни е седно да одиме во Луна парк, кај што има некои потакви луди машини, затоа што имаш чувство дека некој друг, ако тебе те нема тука, ако ти се случи нешто лошо, дека нема да... Дека му требаш на некој. Дека му требаш. Така да, одговорноста како родител најверојатно е сериозно голема. Барем кај мене. Добро, значи таму ја научивте, а вие, девојки, значи во која од овие три улоги, ќерка, сопруга и мајка, најмногу научивте да бидете трпеливи? Во која од овие три улоги? Дефинитивно мајка. Мајка, да. Дефинитивно. Лесно е Подобро. прашањето, да. Лесно е училиште за А што трпение, е мислам дека... со ќерка да бидеш трпелив кога ќе остарат родителите, кога треба да ги слушнеш, кога треба да... Да, ама кога со нив бараат пак внимание? односот мислам дека можеш да одстапиш повеќе, броиш до 10 со децата како родител, мислам дека. Да, не знам, јас морам да кажам дека не сум имала многу ситуации каде што сум требала да бидам трпелива со моите родители. Но со децата навистина е многу битен момент да се и предизвик, да. Некогаш да, сега се тројца тинеџери е навистина така специфичен период каде што на сите нервите ни се ставени на тест. Добро слуша, Малио, да знае. Како беше мали деца, мали Ние проблеми. сме сега на фаза, сакам јас да кажам, не јас ќе кажам, чекај Кирил, ја прва почнав. Не може Илина секогаш прва кажува. Таа фаза Така нема да, да Ние заврши. сме сега за тоа. Таа фаза нема да заврши, ќе биде и Тоа ние. ќе И ние си остане. имаме таа фаза само Ќе имаш дојде да многу голем вокабулар. надградено, да. Не, ќе се Фазата прошири, останува. тоа ќе се направи. Добро, а во која од улогите се чувствувате најсвоја и најсигурно? Од овие трите? И вие? Во која сте си Јас- пак? Мајка? Пак јас би мајка? би рекла како. Мислам, најверојатно во сите улоги се чувствуваме своја и сигурна на некој начин. Не знам, јас се чувствувам како мајка сигурна. Не можам ни тоа да го кажам дека како Сигурно мајка на се ниедно чувствувам. место уствари, ама своја на сите, да. Да, секогаш се како преиспитувам, ќерка, вака како да син. направам или така да направам. Како ќерка некако не чувствувам потреба да покажам дека сум сигурна во тоа што го Во таа правам. улога Да. во која се осеќаш така најкомотно, како некако ти е легната најмногу и си она, нели, не се преиспитуваш, не си... Па Може како би ќерка. Како Како ќерка не се преиспитувам, ова другото се ми е Да, преиспитување. на тоа алудира. Само Јас анализ. имам Да, преиспитување како ќерка, можеби поише отколку како мајка, така што никогаш не може да си 100% сигурен, мислам, најголемиот подарок во животот е тоа што секој ден учиме и секој ден можеме да направиме прогрес, нели не си 100% сигурен во ништо, ама се трудиш да го дадеш најдоброто од себе и најдоброто за твоите деца, за нив. Така што
сигурна, не знам, не Така толку некако да ти е сигурна најкомотно, нели? Не колку мораш ништо да се своја, трудиш, своја, немаш да. своја си како мајка. Вие? Ја немам ти си сигурна сопруг? улога. Немаш сигурна улога? Ништо не е сигурно. Значи, немам нешто кое што ќе кажам 100% ова е вака и јас сум убеден дека е тоа. Добро, кај сите најверојатно. Да, нема така. само Добре, реалност нема, е како дека- ти е не најкомотно, нели, никако да ти е. Нема комотно. Нема комотно. Се ме стега. Снеже, се ме стега. Игор малце уполабава, Да. кошула може него Полава убаво ми стега. дојде. Не, исто. Стварно. Добро. Па сега што и да кажеме, реално има ситуации кај што си сигурен дека тоа што го правиш и тоа што го мислиш дека е така, има ситуации кај што дури и кога покажуваш дека тоа што го правиш е така, после тоа доаѓаш, си легнеш и си викаш чекај бе, стварно ли е ова вака? Па зашто да е вака кога чекај. може да е вака и почнува црвот. Вие сте 11 години сте заедно, во брак Па колку? ние сме 11 години, да, а во брак сме 8 и пол. добро. Така? Врска бројам, не знам. Да. Добро, стварно, добро. Да. Не, мислев да ви поделат искуства, затоа што погодолги. Па да, ние Дали сме нешто дали поминува тоа да се преиспитуваш или не поминува? Цело време се преиспитуваш, си легнеш, чекај, сега што и реси, да. Јас па мислев дека кажеш не дека не се преиспитуваш се. Да знае да му Ги каже. откривме тајните. Добро, значи цело време. Океј, се, а кој од овие три улоги најмногу не три, сега две ќе скажам, значи син и сопруг, односно ќерка и мајка научивте за љубовта. Не ја ставам тука, нели, детето, затоа што таа е безусловна љубов, значи како мајка, како сопруга или како ќерка повеќе научивте за тоа што значи да дадеш љубов. Па јас како сопруга. Чекај, сега на кај тебе ќе свртам. Да, и мене многу ме интересира. Благодарам. Види, за вака ќе кажам, за продлапочувањето на љубовта и за како љубовта зрее и како љубовта се претвара и ги менува своите форми и облици, она што порано, пример, јас не се согласувам со таа реченица, сега сте во медот, ќе ве видам за 5, 7, 8, 9, 10, 20 години, заради тоа што мојата теорија е дека љубовта на вистина знае да се продлабочува. И тоа нешто за прв пат го почувствував како сопруга. Значи, тој вид на длабочина, Нека ти И мене ме како сопруга дефинитивно. Напнато беше. Ама и истото пример за како ќерка пример, значи сите работи кои што моите ги правеле за мене, не знам начинот на кој што сега ќе го видам татко ми како им се радува на децата, како ќе му се насолзат очите, како ги гледа како своји, не знам на моменти тоа ми е исто еден врв кој што на пример сега во оваа длабочина тој врв го немаш, како две планини ми се различни. Добро. Заради тоа така различно ги доживувам. Одлично. Ана, ти каде Не, јас стојам на тоа дека Дека е како со Игор. сопруга, да, како сопруга. Иако јас го сватив повеќе во однос на тоа каде си ја научил љубовта. Не сакам да бидам погрешно сватена дека не сум ја научила од дома, но во една друга форма. Може би ние сме во тие генерации, не знам како е кај другите, ама ете тој барем кај мене дома немало физички контакт. Ние сега во денешно време многу ги обсипуваме децата, ги гушкаме, нели, нон-стоп се изјавува љубов. Јас сум од една генерација каде што мислам дека и на повеќето мои пријатели од таа генерација е љубовта поинаку прикажувана, не на тој начин, и затоа велам дека од овој тип на љубов со сопругот. Така, гледате како навести. Пенал. Ама вистина е дека Нели? нашите родители, јас сум од тие генерации, дури не покажувале, нели, не гушкале, а дури не знам меѓусебно не ја покажувале љубовта. Така, а не дека не постоела и дека не не била постоела, таму. и кај мене било исто така. Дури и чудно било за нас како деца, кога ќе имало некаков облик на изразување љубов помеѓу родителите, за нас било чудно страно тело било, затоа што не се случувало. Јас само можам да кажам за себе дека
чудно би било дека сега се гушкаат овие двајца. Што име, да. Кој на кого е жирант сега? Што се случува? Одам на уште едно друго прашање, достоинството. Каде го научивте вие момци? Каде научивте да бидете достоинствени? Па јас не знам дали тоа се учи. Јас мислам дека е вродено. Мислам дека е карактерна црта. Са не знам, не можам да го дефинирам тоа така, ама барем кај мене тоа така го чувствувам, дека... А гордоста на тоа, кој си, што си, каде научи? Па и тоа мислам исто така, дека не Штом си Да, роден у Битола, карактерна Свети, одма ти е по старт гордост. Одма си конфликт. Одма вие витачари, сама си го градот на наместиш. клавирите, на конзулите, на тоа. Тоа така иде директно. Така да мислам дека е. Да, и јас мислам дека е некоја карактерна особина. Затоа што, еве, кога ќе погледнете, ние во опера навистина се занимаваме исто како во театарот, со читање на карактери. И во однос на тоа секогаш се обидувам, кога имам можност да ги посматрам луѓето, да видам кој како. И има неколку типови на луѓе. Дали се во Скопје или се во Виена, истите карактеристики ги имаат. И тука спаѓа и достоинството и гордоста. Е една од карактеристиките кои што ја имаат или ја немаат. И мислам дека е всушност дел од Божиот конструкт. Да, добро, исто? Или учеше ти дека треба да Јас бидеш? искрено за достоинство учев, мислам дека е пред се, освен што е нешто што се учи преку домашно воспитување, заради тоа што достоинството е навистина карактерна особина која што те прави прво стабилен и зрел човек. Значи, некој кој што има достоинство и кој што не гази преку луѓе за да успее, со самото тоа е добар човек пред се. А околу горделивоста, искрен да бидам, јас сега нескромно ќе звучи, ама никогаш не сум се доживувал дека сум горд или нешто, туку повеќе сум работел на тоа да работам на себе, да учам од грешки, да учам од себе, да учам од другите луѓе, за да можам повеќе да давам и во професијата и дома. Најмногу заради тоа што сметам дека горделивоста не е баш некоја добра особина, затоа што Ама горделивост и гордост е Гордост, различна. да. Различна е Гордост. гордост и горделивост. гордост, ама и гордоста како гордост. Добро. Можам да бидам горд на одредени работи што ги имам направено во животот. Ама не можам да бидам горд на се што имам направено во животот и да чувствувам гордост за она што сум денеска, заради тоа што тежнам кон нешто кое што сметам дека се уште можам да го направам. Така. Паметен ти е Сара. А, нели? Да, нема ми го напиша од дома. Сте на почеток. Ми рече, ако е за гордост, направи разлика меѓу горделивост и гордост. Пред се. Добро. Сега да прашам дали во сите битки све што е проблем треба да се влегува заедно или постојат некои битки кои што треба да се водат поединечно? Сам треба да се избориш некаде нешто или треба да ја вклучуваш сопругот. Има ли такви работи? Па мислам дека има можеби, извини. Извини. Ајде Игор. Ајде Игор. Ние најчесто, како што кажав и претходно, најчесто работите сме ги правеле заедно. Можеби и делењето и на одговорноста за одредени работи е на некој начин олеснителна околност кога заеднички ги правите работите, па дури да направите нешто погрешно, да го направите заеднички. Сметам дека ние сме го правеле тоа 50-50. Така, заедно во све? Да. Или треба некаде да се избориш сама, Ана? Не, бе, Да. сега да кажеме конкретно на професионален план, на сцената си секогаш сам. Тука никој не може да ти помогне, освен ти самиот да се избориш за таа вечер. Така да, освен тоа, кога тргнам на страна, другите работи навистина сме ги делеле и добрите и лошите одлуки, што ги речи.
Ајде, вие заедно све, а Сара, добро се. Па не дека зема збор за тоа. Прво беше јас дозволив да биде Игор. Игор, Кажа да. тоа што сакав да го кажам, дека секако има некои битки кои што треба да се избориш сам, нели е добро за тебе да се избориш сам, но ние практикуваме секаде каде што можеме, дури некои работи кои што порано ни изгледале чудни и несвојствени да ги одиме заедно. Денес веќе можам да кажам дека ете скоро во се освен онаму каде што навистина нели ете професионално треба сам да си ги завршиш работите. Во другите работи денес претежно ги правиме заедно, што не сме почнале така. Кога сме биле дечко и девојка, тоа не била една од проблемите, да кажам. Да. Еден од моментите што е веќе тоа е мое. Гледаш зашто да збор? Да, знаеш. Се согласувам во целост. Најпаметен е затоа овој збор го даде кај мене, јас сте. Дали се чувства да речеме слаб, да се почувствуваш слаб, дека се ако она дојде нешто да каже, да те одбрани, не знам, дали можеби е таа машка некоја си жичка која што нели не се мешај ти тука. Мислам за вас мажите веројатно е природно некако да не одбраните, нели без разлика. Некој кажал лош збор или било што е природно, но од страната на мажите можеби ќе се чувствувате малце нелагодно, нели ако дојде Сара да каже не зборувај така за супругот или не знам. Да, мислам дека ова јас повеќе го гледам во насока како нешто од кое што јас имам научено многу. Ова и Сара што го зборува дека јас од мали нозе сам живеам и долго време бев учен да волк самотник, да сам се лечиш, сам си ги наоѓаш грешките, сам излегуваш посилен и таа ми била теоријата во животот дека тоа што можеш сам да си помогнеш, никој не може да ти помогне од околу и дека треба да се повлечеш, да станеш посилен па да се вратиш. Меѓутоа јас од животот со Сара научив дека многу полесно се прават работите заедно. И колку и да тешко тоа звучи, понекогаш по потешкиот пат го учев дека треба да се делат работите, треба да се споделуваат работите, треба да се зборуваат работите за да на некој начин нели затоа велиме партнер. Најблиска ти е, тука ти е и дури понекогаш и таа перцепција што ја имаш ти за таа ситуација од објективна страна можеби поинаку е доживеана и треба да ја чуеш таа страна за да биде реализирана. Се ова во бранењето и во зборењето, да, ние секогаш на некој начин ќе бидеме условно кажано посилниот пол кој што нема да дозволи понежниот пол да не штити. Јас те бранам. Како? Јас те бранам. Да, тоа сакав да кажам, меѓутоа ја и да не побарам бранец сум. Гледаш, да. све ми брани Сара. За се може да збориме. За се може да збориме, на крајот од денот пак мислам дека тоа е суштината на заедницата, дека кога е некој од нас двајца во неволја, другиот скока. Така, добро, вие имавте една многу специфична ситуација во која што јас имам слушано дека Игор вика јас сум сигурен дека Ана, значи, нема да прости, таа е, значи, која што ќе одбрани. Ти можеби си простила, ама таа не. Или? Не, јас искрено не знаеш, знам за која ситуација. Добро, имавте една специфична ситуација во која што ти беше одсутен еден период, на и тогаш на службено патување беше. Work and travel. Да. И тогаш, значи, таа беше сама твоја битка? Ти ги носеше одлуките во тоа како ќе се однесуваш или заеднички све правев? Заеднички сите имаше таму неколку моменти кои што требаше да се одлучува дали вака или така. И сите моменти беа во консултација со Ана и благодарам наистина за поддршката која што сум ја имал тогаш, затоа што ако ја немав на таков начин како што ја добив, најверојатно поинаку ќе се развиваа работите. Така. И таа е таа машката импулсивност која што во такви ситуации на криза, на притисок, прави ние да сме колку и да сме посилни, да сме послаби во разумот. Добро. И можеби затоа и добра таа вклученост на партнерот. Ана? Па да, јас сметам дека таа вклученост подразбира нели едно. Че ние сепак се надополнуваме со сите и убаво е што сме различни и различно ги перцепираме и ги гледаме работите и различно реагираме во дадени ситуации, нели машка, женска логика.
и кога ќе се спојат заедно го даваат, да кажем тоа, вистинското. Така да, има моменти кај што различно сме реагирале на одредена ситуација, но сепак крајниот исход бил со заедничка нормално и компромиси се прават. И тоа е убавото во заедницата, да научиш компромис, да направиш луѓето кои што не преферираат да бидат во заедница, не се спремни на компромиси, не се спремни на делење, а тоа во една заедница е неминовно да го има. Без тоа не може да функционира. Значи, жената може да го брани мажот, може да застане на таа страна, нема да ви ја спласне машкоста, тоа сакам да кажам. Да, секако. Во мојот случај сум имал. Така да, тоа беше за Црвен апел. Таа би била совршен адвокат мене за бране. Така ли? Што ќе каже Сарата? Судија нема на крај да излезе. Добро, да одмориме малку со реклами, се враќаме пак. И добро, еве се вративме дука се развија темите околу децата. Значи, имате вие една кирка или три? Една кирка и два сина. Добро. Кај кои сме најнаклонети или најмногу ни е страв за еднината? Алудирам на нешто? Се трудиме да бидеме избалансирани, ако алудираш на муабетот од претходно. Да. се шегувавме на таа тема. Да, и јас малку повеќе внимавам за Софија, за нашата керка. Иако нормално во секој поглед треба да исто внимание да имаме кон сите три деца, ама се шегувавме на тема девојче и каков е односот кога ќе има симпатија, кога ќе има дечко. Така да можем да кажам дека се трудам да не бидам преконзервативен, ама тешко ти е. Да. Ама десниот пат е посилен. Добро, исто и кај тебе, Димитар, да Не, ние сме конзервативни, ние сме радикални сега се уште. Во оваа позиција ние сме радикални. Колку и да сакаме, ќе си леглеме на брашното. Ќе седиш пред дискотека кога ги излегува Не Илина пред. или извини, во. Чекај. Тоа беше главно. Значи бардо толку заслуживме да не пуштаат на врата. Во диско, не? Игор, ти ќе седиш или Па јас шалена. веќе ми е време за седење во дискотека, ама Ако може да заврши дека има на смена е. Имам други двајца бодигарди, имам уште два сина, така. кои што можам да ги пуштам. Олеснително. Всушност и Софија е сестра близначка на Лука, така да често си во заедничко друштво и се обидувам, додуше во последно време и не ми успева толку веќе да ги дознам работите од други места, значи да имам човек уфрлен на веќе не ми успева толку, ама ќе мора нешто друго сега да се прави. Инаку допред некој време успеваш и тоа. Добро, Сирота Софија. Да. Рече Ана дека со план биле 3 за да се знае. Све ви тоа плански, нели? Кој каде ќе оди, кој кого ќе заменува. Стратегија, шах. Добро. Ај сега да видам кој колку се познавате вие. Кој ќе пишува, а кој ќе зборува. Ајде, Ана, повели Ана. И кај тебе ќе го ставам, значи Само овдека да не може. треба да пеам се, пак. Не пееш, ти пишуваш, а ти одговара. Значи, извини Игор, да, воде го. Добро, значи вака сега јас поставувам прашање на кое што и двајцата треба да одговорите, меѓутоа вие пишувате, а вие ќе треба да го кажете тоа, окей? Добро, може. Значи вака. Димитар, не, прво е Сара и Ана, значи вака. Што мислат Димитар и Игор? Окей? Вие треба да одговорите. Значи, ме сака повеќе со брада или без брада? Добро. Димитар те сака Ана со брада? Сара е сопругата. Да. Да не ги... Ако само, ако може... Нема врска Помешавте, мислам ама снеже. сепак. Окей. Со. Со брада те сака повеќе, добро? Треба мислев да кажам. Добро, ако дај ти покажа со. Добро. Тебе те сака со брада или без брада? Со. Лесно праша. Стварно? Добро. Сега, а вие сопругите дали ги сакате повеќе со кратка коса или со долга коса? Вие пишувате, вие одговарате. Пишувајте вие.
Чекај, кога ќе напишат? Мора една дистинкција да се направи што е кратка, што е долга. Кратка е кратка и ви двете имале кратки коси, знаеш така. Да. Скроз кратки и сега имаат малку подолги. Добро. Значи Ана е сопругата. Да. Кратка. Ти ја сакаш повеќе со кратка, Да. да видам? Со кратка, добро. Ти ја сакаш сопруга? Долга. Со долга? Само до вербата на ниво. Ти? Секако. Тоа се подразбира, драга. Само до вербата на ниво. Тук тума Да, само Значи вака сега, што ќе одговорат вашите партнери, значи Димитар и Игор, доколку, значи вака, ако му речат, тебе ќе те ангажираме, значи за поголема сума на пари, ама сопругата да дојде гратис, да настапува. Што ќе одговори, значи, сопругот, што викате вие? Како, уште еднаш? Значи вака, ако, Не си има малце коректна. комплицирано. не си коректна сега. Значи вака, напишеш го викаат сопругот да настапува некаде. Океј? И викаат супер, значи ќе ти дадеме голема сума на пари, но твојата сопруга сакаме да дојде да настапува гратис. Значи што ќе одговори сопругот? Ќе прифати, нема да прифати. Што ќе одговори сопругот? Значи ќе прифати, нема да прифати. Јас напишав. Добро, ти напиша, Ана. Препишување. Она више цифрите ги пресметува. Игор ќе прифати до толку нема, да. Персоналец само ставите. Добро, ајде Игор и Ана прво. Значи што ќе одговори Игор на ова прашање? Ана, ти? Ајде, ајде Игор, ти. Ќе прифати. Ќе прифатам. Ти ќе прифатиш да дојде да пее сопругата гратис, добро. Ајде Ана. Не знам нешто? Не доаѓа во предвид. Зошто не доаѓа во преглед? Ова е како со Толку не се косата малце. познаваме еден со друг, неверојатно нешто. Знаеш, ти ќе не разведеш се. Мори, мај. Зилијарно ќе не разведеш. Нели деца се раѓале од емисијава, луѓе? Зошто не би се знам јас. нафатил? Како да се нафатам? Без пари. Па некој треба мојот... Како? Ако е супер, И онака и да зашто не? во исто. Имаме и така заеднички Тоа буџет. заедничка каса бе, Ана. Заеднички буџет имаме. Ма мојата цена паѓа ме девалвираш. Имаме заеднички. Не е цена, ние Ај, многу Сара, пати. пиши ти таму. Ама не е може ќе така, ви многу помогнам пати сме минимално. кажале, ама навистина многу ама пати сме имало- кажале дека да, тоа било има друго. или се во нашата професија или треба да испееш гратис, Така односно е. да настапиш Така. гратис или Така треба е. да го Ама заработиш прашањето не е тоа. што го сметаш. Прашањето беше да има еден хонорар, не знам каков, и на сметка на тоа јас да пеам без Ама пари. не е тоа на сметка Ако на е тоа. само без пари, немам проблем. На тоа и Ако е, не, целиот настап да е без пари. Ама да е, ништо за да знам за да знаеш, Откажи таму кај што си закажал, Игоре. Добро. Ајде, ти што би одговорил? Ја би го дал хонорарот на Сара и ја би отишол гратис. Немаше таква опција. Не би прифатил. Не би прифатил? Да. Ќе средиме. Е, Реално Димитар, се ако може да бидам искрена, не знам дали смеам пред камери. Смееш. Ќе го најде начинот, Димитар секогаш го наоѓа начинот и решенијата, така че што ќе средиме, значи уживај ти, вака така што ти треба тоа, за многу пари за хонорар, реално ќе средиме, што после ние тоа е иста Ама и- каса, ние не се делиме, нели тоа се зборевме све заедничко. концептот на одговорот беше за да не биде само они у конфликт, дека за да Не, јас сакав да баланс, нели за баланс Да, зборевме. сакам да кажам дека исти буџет, дека нема да биде тоа. не, Така, тоа е несомнено. Таа ќе пее без пари, јас ќе водам со пари, него ќе биде... За Не се при- секирајте кој ви е буџет. Вака ќе биде. Кој ви е буџетот? 5000 евра, лупам сега глупости. Ќе средиме. Толку, значи вака ќе средиме. Така ли е? Се Ама- посмеши ова, значи стварно. Значи... А следно прашање? Па дајте да ви давам подароци на толку зборење, на толку муабет правење, Толку Читаме, ќе ги проблеми отвараме? праење Што? сега. Поклоните? Поклоните можете. Од Да, кумот. а вие размислете, значи, поради тоа што нели таква ни е темата, дали се согласувате дека нередот во општеството е резултат на тоа што има неред во семејството и што е тоа што секој од нас може да го среди дома за да биде подобар и надвор. Размислувајте додека давам подароци, значи дали е тоа така, зашто не би. Ја Ако можам си одмah да мислите- кажам. Чекај да давам подароци добро. после типа. Ќе кажеш да. Ајде сега, од Ајде спонзорот. сега. Значи гледате како? Имам овдека за чистење.
Значи прохигиена, све има за чистење на мажите ги давам. И сакам Апсолутно. да се сликнете и да ми покажете како чистите по дома. Тоа кој чисти по дома, чистите заедно? Заедно чистите. Еве фамилиарна ви давам, еве го тука е. Кај Игор. Тие заедно Кај дури Игор сум му мармалати дала. не направи. Дека ништо не правам вака, мислам стварно. Не, Еве добро го чисти. да погледнам уште еднаш. Ова е моја. Повели за Ана, двајцата. да погледнам уште Твоја, дали ти ми е ако кошулата чистиш, добро твоја. испеглана. Твое. Дека сам. Повели кенди ги имате и Фала. вие. Значи натура терапи и тука имаме значи доаѓаат денови кога има вируси, тука имате што е ова бронхопротектор. Да. И грлото да се чува, на сите Тоа за ни нас треба сада. гласот. Да, за вас, имам и за Сме и вас. за деца мали. Чекај сега да видам. Ке прочитате. Осоговски млечни производи. Значи, Се разбира. кашкавалчињата, сиренцињата и ќе одат заедно со вино за Харчев винарија, една убава станичина, значи за вас по 2 шишиња ви Тоа е давам. ова истото? Истото. Прекрасно. Тоа е. Многу волам. Одлично, повели. Овде ги имам бела пац, тоа на дамите ќе им дадам, значи влошки од природни материјали, битно е да ни биде добро здравието. Само да кажам дека Минфинтек групацијата имаат една апликација која што можете да ја симнете, значи тркало на среќата и да одиграте и да освоите некакви вредни награди, а на вас Нема наградите некој јас ќе ви ги доделам јас на вас наградите имаат и за вас и награди имаат и кредит. Кој е жирант? Уште сте на кредити? Имате кредити уште? Имам. Имаме кредити, нели? Имате кредити? Ние на поспред. Нема? Имам, да, Што има кредит? Ко-кредитоперател си, така Така. да си имаме заедно. Сакаше да ви изненади. И ја мислам дека сум жирант некој нешто. Така? Потишана сум Да, изгледа. на колку? На 25 години? На колку тоа иде? Пократко е сега. Да. Намаливме. Добро. Ајде сега. 19. Ние сме 19. Добро, треба да биде кога се венчаваат, нели, да биде во добро, во лошо, во кредити, во све. така, Во да кредити биде. во се, да. Ти, Ана, кога сте се земале, стварно беше во бели панталони, а не во венчаница? Да, вака имав еден костим како твојот сега што е. Малку е Стварно? покремав, да, ама така. Тоа сакаше да му кажеш кој е во панталони во фамилијата кој ќе биде или не, нема Кој е шеф врска. дома? не Не, од праша? практични причини, А, сакав добро. после да си го носам. Добро, гледаш, штедлива жена, не Ма ли? ги истренирана сум јас комплетно 3 години пред да биде свадбата, живеевме заедно, така 3 беа, да не беа повеќе, да. Значи ти си ја тестирал да видиш Да, што да, да. штедиш, што прави. Јас сум, како да кажам, Штеди. штедам. Не, нема врска, не сум штедлив воопште. Не, ама и тогаш навистина бевме многу финансиски слаби. Мислам, Так. млади бевме на почеток на се и некако така имавме пристап. И се уште е така, под практична причина. Јас и на други настапи кога сум гледала за гардероба што да одберам, секогаш било практичното прво, а после... Гледаш ли колку е, а ти бараш да те пекла, она практична ти види. Много. Јас би купила кошула што не се пекла. Гледаш ли? Па добро, и јас гледам да бидат Ленена? Лен? Нема врска во јануари, Лен. Еј, Леното, нешто да ни е стречни. Стреч нешто ќе се исправи. Стреч, да се да. Не сум така граден за да можам Со стречни еластин многу, да не треба ништо да се пегла. Тоа би било прекрасно. Добро. Ке го завршиме разговорот, значи дали на вистина, значи нередот во општеството и заради тоа што работите не се средени внатре во семејствата. Апсолутно да. Нас барем еве сега и со Илина дека сме на почеток не учат дека семејството е основата на општеството. И од нели како викаат прво стан, семејство, па зграда, куќен совет, па општина, па град, па држава, се. Значи основната клетка на општеството е семејството. Тие односи внатре во семејството рефлектираат и во општеството. Начинот на функционирање на семејството рефлектира во општеството, така што сметам дека во поново време со внесувањето на технологијата и на полесно достапната информација и начинот на размислување и бегањето од она што се трајни вредности според мене, а тоа е семејната заедница, се губи концептот на општествено живење. И на крајот од денот сите како индивидуи стануваме посебични и гледаме прво да си завршиме самите работа, а потоа каква ќе биде реперкусијата кон општеството.
Мислам дека тука ни е најголемата грешка и проблем. Добро. Зборам глобално, не зборам само во Македонија, затоа што ова е глобален тренд кој што се случува, да. Точно, Игор? И јас мислам, ние многу често знаеме системот да го кривиме за се, Така. дека не функционира, но мислам дека генерално, јас себе ќе одам и на локално, нема да зборувам глобално. Секојаш треба да гледаме, често се зборува дека има немаштија во државата, но некои од работите да ви биде чисто дома, да ви биде чист дворот, да ви биде среден дворот, не се работи за тоа дали имате или немате. И мислам дека е до мајндсетот најмногу и најверојатно треба да работиме како менталитет многу на себе, на нас, за да бидеме не само подобри луѓе, туку да имаме систем кој што сите ќе го почитуваме, а не да гледаме на некој начин да го, кога нас ќе ни одговара да го изиграме, а да очекуваме дека тој и понатаму ќе функционира. Така, Сара? Па сметам дека како индивидуи треба многу да работиме на себе заради тоа што се повеќе среќавам луѓе кои што не само што системот им е крив, него криво им е времето, криви им се, секој пат се посочува со прст кон некој друг. А во истото тоа време среќавам луѓе кои што фрлаат, на пример, многу ѓубре по улиците, да тргнеме од тоа, цигари, значи дури и блиски луѓе, мене срце ме боли кога луѓето пушат и цигарата не можат, пикавецот не си го фрлат, не си го носат до корпата. Тоа од Да не дома збориме мислиш за дека им напланени, доаѓа? Од дома нека не се воспитани, затоа што зборуваме за Во семејство. многу голем дел, Домашно во многу голем дел е домашно воспитување, но јас не верувам во онаа поговорка дека круша паѓа, туку верувам дека индивидуално, затоа реков индивидуата треба сама на себе да работи, треба да имаш порив кон прогрес, порив кон да ги подобриш работите, порив кон да се подобриш во родителството, да се преиспиташ, да се продолжиш, да се подобриш во тоа како граѓанин на општеството, да мислиш и на другите, не само на себе. Значи да сакаш да ги направиш работите подобро, да сакаш да не те мрзи на некој начин. Така, добро. Ана, ајде со тебе ќе заклучиме, значи дали семејството треба Па да јас биде мислам добро за да дека биде добро општеството. дека влијаат многу работи, дека не може едното да го исклучи другото. Во секој случај мора многу да работиме на себе и од себе да почнеме да тргнеме да го решаваме проблемот. И тоа што е многу битно, сметам, за следните генерации. Не толку за нас, колку за следните генерации. Не знам дали знаете, има еден експеримент на болвите. Ги ставиле болвите во една чаша или некој сад стаклен и им ставиле капак. И тие почнале да скокат и виделе не може да се пробие и скокале пониско. Сега не е проблемот што тие скокале пониско, туку следната генерација болви воопшто не скокала над тоа што скокале родителите. Така да, ако ние сега не превземеме нешто, не може да биде подобро за децата во ниту еден случај. Така крајно време. Така, одлично кажано. Да се разбудиме. Да, одлично кажано. Ви благодарам многу, уживав во разговорот. На крајот уште да видам каде можеме да ве видиме вас, значи што подготвувате ново, значи освен вака со родителски и со партнерски совети, значи на сцената. Сара, Игор, Ана, ти кај ќе настапуваш? Јас имам дебатна емисија сега за психолошки осврт на родителството во модерната заедница. Ќе ве покарам да дојдете претходно, да. Добро. На вас сте концертите 2 се распродадени, така, да, таму се љубовни песни, така? Македонски љубовни изворни песни. Да. Добро, трет концерт. Па немаше термин. Ќе оставиме, да. Не е проблем, можеби следната година со поголем ентузијазам да настапиме кон тоа дека навистина ќе ги распродадеме концертите заради тоа што е поголема сала. Име на поголема сала, така иде тоа. Па ете, универзална нека се направи, да. 25 години јубилеј, ни беше најлогично и најприродно да биде во Македонска опера и балет таму каде што сме започнале, така да тоа е тоа што најмногу одговараше во секој случај. Во оваа прилика.
посакувам многу успеси и се гледаме и на 30-ка и како иде тоа се поред, така ли? Дај боже, да. Да, добро. Сара, ти? Ние само да кажем дека посекако ќе посетиме еден од концертите на Игор и Јана со огромно задоволство и ќе дојдеме со букет шуко за за кујната. Да, има мир во куќа. Да. Исто така, ние со квартетот и со оркестар под водство на Иван Еминовиќ подготвуваме концерт на 29 декември во Филхармонија. Исто така сме 21 во Битола, не знам те гледам тебе за датите и градовите. 28 Штип дом на култура, Ти си шоферот ли? 29 Македонска филхармонија и 30 во Крива Паланка на плоштад. На 31 кај ќе бидете? Дома у пижами со брохопнеумонија. Фала ви, многу уживам во разговорот. Се гледаме пак само за убави. Фала ти и на тебе Фала. за поканата. Се гледаме следната недела. Поздрав.